Загрижувачки расте бројот на новозаразени со ковид во Тетово. Со вчерашните 13 нови инфицирани, бројот на активни случаи се ближи до 100, речиси исто колку што има во Скопје. Иако побаравме во Тетовскиот центар за јавно здравје, не добивме никакви информации околу моменталната состојба со новозаразените во Тетово, дали се работи за делта сојот и дали се појавени нови кластери. Повеќето тетовци сметаат дека можеби се потребни порестриктивни мерки, оти ниту сегашните велат не се почитуваат. Но се уште има и такви кои не веруваат дека вирусот постои. Ја не верувам. Тоа е. Не верувате дека има вирус? Никад. Никад. Не може да има цели свет вирус. Може да има едно. Голема цели свет. Нема шанса тоа. Тоа значи дека не се плашите од зараза? Не, никад. Не се плашам. Дополнителни мерки само во маркетиве, во молоиве, таму мислам дека не се почитува воопшто, никој не носи маски во затворени простори, а инаку на отворено не верувам дека има некоја опасност. Треба ли некои порестриктивни мерки, еве, да се ограничат свадбите или не знам? Па за сега тоа не може да се спречи, тоа е така неорганизирано, индивидуално секој си прави на своја глава, што ви рекле. Кој може да каже? Сите сме една магла. Кој почитува никој? Тие у продавници па не носат маски, а камоли? И маски не носат, не човекот седи без маска. Кој он има маска за руката, а за устата не. И тогаш што сакате од ова поиќе? Најголем број од новозаразените изминатиот период се од семејни веселби и свадби. Минатата недела надлежните информираа за појавени 2 нови кластери, од кои поголемиот бил од свадба во Тетовско Џепчиште. Со оглед на тоа што сезоната на свадби е во полнек, здравствените работници очекуваат бројките константно да растат.